Моето сонце. Имам денови, имам зими. Гледам како времето ми лета, но нема ден како јас не помислувам, и нема ног во која не те сонувам. Јас мислам дека дефинитивно обсервирајќи сиве овие години ќе се сложи Ивана и сите вие кои што можеби сте биле дел од незината музичка еволуција, уметник кој што не се плаши можеби нели да на некој начин ни биде свој, да ги прифаќа не сака тие рамки кои што некој па знаеме тенденциозни да бидеме дека треба такви да бидат и која преку музиката гради еден сопствен универзум, а нам денеска таа ќе не покани. Познавајќи ја пред неколку години од составот Мјузаик, денеска да бидеме сведоци на едно ново музичко поглави и творештво, вистина е уметник која што знае да биде во секаков формат, тоа е всушност и незината улога, да може да се адаптира и за својата генерација, и за генерациите кои што се сега во моментот нова публика, и за оние кои што сакаат да слушаат джез, ќе те погледнат на друга сцена, за оние кои што сакаат да уживаат во новогодишни концерт на трета сцена и оние кои што сакаат да те уживаат во танци перформанс, ќе те гледаат на кабаре. Да. Кали, добро ни дојде, драга. Повеќе предности. Повеќе предности. Добро ве најдов. Многу ми е убаво вака утрински кога имам можност да се направам овие убави теми. Секогаш знаеш како да направиш вистинска најава и да се почувствува секој гостин добро дојде. Добро дојдено и возвишено, да. разбира. Инаку ќе се сложи Ивана дека кога те спомнавме редакцијски минатата седмица, нели кога ја правевме структурата кој се нели ќе ни биде и музичко освежување, го имавме пред некој ден Принц, денеска тебе исто твој соработник. Колегата Горан Петрески бил пред некој период на кабарето и рече дека бил до степен на екзалтација. Вистина вика дека тоа е една институција сама по себе и вистина поместивте граници со кабарето, таму ќе почнам бидејќи и тоа е уште еден твој дом во кој што постојано пулсираш и ја даваш на твоја поинаква естетика и талент. Совршено избрани зборови, морам да признам. Да, веќе е пета календарска година на доаѓа. Да. Лета времето, дами и господо, лета. Да, лета, тоа е вистината. Се што ние можеме да направиме да се потрудиме да стигнеме на возот. Некаде по вагоните. Да го фатиме чекорот. Да го фатиме чекорот. Едноставно да не престанеме да се движиме, тоа е нашата задача. Јас сум веќе пета година таму и пета ќе биде, точно пет ќе биде во јули месец роден ден. Официјално, да. И да, тоа е сцена на која што апсолутно секој оној кој што имал можност да стапне,
доживел некој вид на трансформација, на некој вид на метаморфоза, заради тоа што нуди нешто кој што останативе сцени кај нас не успеваат да го понудат на еден артист, да се развива во сите сегменти, а тоа е мојата најголема желба, да растам и да се развивам во повеќе сегменти, затоа што никогаш не сум се дефинирала како пејач, туку сум се дефинирала повеќе како уметник, како артист кој што е сценски изведувач и би сакала нормално, и ете точно тоа и го правам, да ги испитувам, експериментирам, зајакнувам и растам сите мои способности, да речам, на сцената. Така да ми е мене многу комфорт зона веќе сето тоа станато и затоа и ми требаше овој подвиг од страна на Билбилов. Уште еден поздрав до него, му благодарам за довербата и за поддршката која што ја дава од самиот старт. Мала промена на оската и дигресија на ова се друга. Препозна точно тоа што знае дека ние се познаваме и од порано нормално, меѓутоа ете не ни се вкрстиле патиштата до овој даден момент и сега веќе тоа се случува баш на овој начин што спонтано ради проектот со Сара Мес, кој што ни исто така многу драг. Снимавме нашиот прв сингл Нека трепка и тука на завршувањето на сесиите снимачки се случи моментот дојде до кафе да пиеме, ти ме искара, тоа стално го зборувам дека ме искара со право, заради тоа што јас имав еден вакуум период или тампон период кој што немав авторски како солист нешто направено. Постојано сум гостин некаде со работки. Да не грешам, после Евровизијата можеби така беше. Точно така. Баш не грешиш. И викав што направи? Ајде. И затоа што ми го знае мојот сензибилитет и карактер. Знае дека темпераментот не ми дозволува да седам просто на едно столче цело време тука на едно место, да ме стационира, што е многу невозможно со мене. И едноставно одлучивме дека ќе се случи некој ваков тип на магија. Ова е сосема нешто различно од сите оние претходни работи кои што ги имам веќе сработено во текот на оваа година 20 години кариера професионално и ми е драго што отварам ново поглавје, ми беше потребно и мене освежувањето, но и она кое што јас цело време го правам, а тоа е тука сум и за другите, да освежиме сцената, да го освежиме духот, заради тоа што за жал нашата динамика, начин на живење, меѓутоа и склопот на околности во последниве неколку години не е баш нешто многу сончев. Па не е лошо да се додаде малку сончев зачин за да се потсетиме. Да, инаку сигурно се прашувавме и не бев грешка што кажам дека ова е славиничка јубилејна година. Така е. Да, ќе позборувам малку за тоа какво е чувството кога се доживува одреден јубилеј, иако како што спомена Калина, некако добро е човек, особено во денешно време, во сето кое што го живееме, не обкружува и сме при тоа изложени, да бидеме отворени, а не ограничени. А уште подобро кога имаме талент за повеќе работи, па така да бидеме нели насочени кон повеќе нешта, иако навистина умешноста е да може паралелно да се прави сите тоа. Да се направи на еден совршен пристап како ќе се доближи до помладата публика, до младите генерации. Јас спомнавме претходно генерацијата Z која е исклучително специфична, пребирлива, точно знае што сака, а што не сака и тоа не се срами или не го потиснува или не се срами гласно да го каже. А да се биде симпатија на таа генерација е навистина една голема задача, особено заради тоа што кај нив е еднината, но и тие некако ги менуваат работите за разлика од претходно. Па велиш, правиш музика, се разбира дека нешто што треба да биде поблиску и до нив, и како твоја публика или дел од твојата публика, но и нешто што навистина ќе ги допре. Па колку тука лежи комплексноста на работата и колку тоа тебе знае да ти биде предизвик, бидејќи ако зборуваме за активност на повеќе полиња, повеќе сегменти, да речеме во дел на музиката, или како артист, тогаш веројатно не е само еден предизвик, туку се и повеќе. Кумулативно повеќе се. Да. Жонглирањето со портокали, како што јас милувам да го кажувам ова, е специфична работа кај секој човек кој што сака да успее во нешто, кој што сака да остави нешто. И да се уме да се жонглира е посебен вид на талент кој што се многу работа, кој што се учи со текот на времето со искуството. И ризик јак, мила душа. Секогаш, апсолутно. Се има ризик, се има доза на ризик. Секогаш, затоа што колку што може да биде добре дојдено, толку може и да биде отфрлено или одбиено. Сега, нормално е дека ако не сме храбри,
како почетна инстанца во она кое што го работиме, тогаш не треба да се занимаваме со јавна дејност или со нешто што се вика уметност, затоа што уметноста сама по себе е на разголување на самиот себе и тоа и алтруистички пориви. Апсолутно, ама секој еден човек има право тоа да го прецепира онака како што самиот е способен или е во можност или сака тоа да го направи. Така да тука не можеме да се бориме за она да бидеме прифатени од сите, тоа е невозможно, меѓутоа она што мене ми е најголемото богатство е тоа што баш заради оваа професија, баш заради тоа што во овие гранки, во овие сегменти во кои што јас постојано се шетам, се правам некои прошетки, имам можност да се дружам со сите можни генерации од луѓе. Нема побав подарок. Нема поголем поклон од тоа, навистина. Нема поголемо искуство и школа кое што може еден човек само доколку одлучи да биде отворен, да го добие. Затоа што тука се сите информации, тука се сите емоции, тука е се она, целиот извор лежи баш во луѓето околу нас. Само треба едноставно да бидеме отворени доволно за да можеме да акумулираме и после тоа да може да се справиме со нешто што од апстрактна форма ќе го материализираме на некој начин. Совршен е синглот, Бил Билов и ти некако сте супер комбинација, мора да признам, нели во Сонце. Што е тоа можеби за Калина? Човек, чувство или состојба? Ти спомена, нели, не е лошо да се зачини, нели, со Сонце, ама ако гледаме некаква метафора на Сонцето? Кај мене конкретно е музика. Затоа што буквално многу едноставно текстот го кажува баш тоа, кое што мене ми е цело време присутно, кое што јас го дишам, го живеам, начинот, стилот на живење, начинот на размислување, борбите, секојдневни. Да, имаше огромен текст, да, го рудиментиравме, го исецкавме го. Наративна песна, тоа сакаме да спомнеме. Наративна е заради тоа што пораката е поважна. Но и самиот сензибилитет во музиката не дозволува просто ова да биде по мелодичен начин на изведба. Мелодичниот начин е во тој еден средишен сегмент кај што замоливте, молам да има тука барем молам да можам да испеам нешто. Барем еден сегмент. Мора да признаеме дека и костимографијата, сценографијата, момците кои што те придружуваат, не ти се непознати, тие ти се и поддршка секако, нели? Ќе се обидам да искомпресирам, да бидам кратка, значи мора да ги поздравиме и да се заблагодарам за сиот нивни труд и љубов кој што е вложен во ова, затоа што мислам дека и се гледа дека е преку љубов правено се ова. Ѓорги Вацев е задолжен за видеото. Секогаш стимнувам капа на овој уметник, морам да признаам дека ми е апсолутно немав план Б. Значи, тој ми беше зачртан, јас реков ова го работам со него и луѓето со кои што одлучив да работам, просто ако требаше да ги причекам за нешто, решив да причекам само да биде тимот кој што јас сум си го посакала, заради тоа што сметам дека ако веќе нешто се прави треба да се оди до крај, да се изоди орото. Андреј Папас е задолжен за костимографијата, односно за стајлингот, не за костимографијата во целост, затоа што тука имаме и други соработници дизајнери кои што несебично ги дадоа нивните парчиња за да може ова села вака да изгледа. Млади луѓе, прекрасни луѓе, кои што сум им благодарни, кои што доправа ќе имам соработки со нив, значи ова е само отварање на една нова порта, конечно кон она кое што би требало да биде веќе се реализирано. Бобан Русевски беше задолжен за кореографијата, ова се мои двајца колеги од кабарето, професионалци како што можете да видите, луѓе со кои што има едно клипче што имаме ставено behind the scenes, кај што баш се гледа дека нас не е секогаш забавно, ние едноставно да влегуваме во овие креативни процеси. Многу работи се случуваат импромпту и е секогаш забава да се следи тоа. Така да околу видеото морам да ви компресирам, а морам да ги поздравам. Толку многу луѓе работеа за сцената. Јас сум прегорда и пресрекна што едноставно не сум сама. Едноставно секогаш кога сакам имам на кого да се јавам и луѓето со насмевка. Нема ништо интересно кога ќе се потопиш во целата костимографија и сценографија, мислам се гледа уметноста, нели веќе не ти е непознато да влезеш во чевлите на овие костими затоа што ти тоа го правиш веќе години наназад, нели секако и кабаретот го возможува природно. Затоа што и тоа е таа што велиш ти природна метаморфоза која што ни овозможува некако да користиме алтер иго, нели наши, па дури преку костима да. И токму тоа е символиката на самиот видеозапис. Сценариото го правеа заедно Вацев со Папас и со Буман, заради тоа што во суштина целата песна, целата numera е еден вид на символ. За мене е музиката, меѓутоа тука има три основни калини да ги наречеме вака кои што се појавуваат
Ќе имаме онаа кој што е точно сега баш во позадина го гледам во видео сегментот со народната носија, она кој што е изворното нашето, домашното, и ентитетот музички, она кој што ја носи сончевата круна, кој што ја собира, ја зима и ја трансформира во кали која што е она што денес веќе за волја на вистината е малку по-извештачено, меѓутоа е она која што е реалност. И сега тоа е еден вид на парадокс, да речеме, кој што го вагам јас тука во символиката. Да. Нештата кои што се случуваат кога ние како артисти треба да ги исполниме тие одредени критериуми или работи кои што се очекуваат од нас, а да си останеме при тоа свој. Како не? Одлична символика, нели стајлингот и имиджот за еден музички артист и воопшто за некој кој што е пред јавноста е особено важен, а кога се прават повторни експерименти, но да бидат во она кое што е тој како личност, е исто така, ќе речеме умешност, така да одлично делувено и во овој дел или во оваа нова песна, поточно новиот спот, но и генерално со работата на Калина. Ни тече времето, Марче, имаме уште 8 минути. Сосема за крај, еве ова да го компресираме во само неколку секунди. Дали ќе биде нешто епик, има ли некако проект, бидејќи е славеничка година, 20 години? Одговорна година. Одговорна ќе биде? За мене многу одговорна. Јас чувствувам лично одговорност. И од настапи, од концерти и од издавање на синглови? Од се што си има планови сега, колку ќе успеам реално да реализирам, научив искуството да ми каже, молчите, молам, пред да кажеш, пред да скокнеш не викај оп. Така да, со задоволство се ќе презентирам, нормално ќе споделам, меѓутоа чувствувам голема одговорност и ме чека многу работа. Одлично, ти посакуваме успех и сето она кое што се разбира, знаеш да го правиш, добро го правиш, а секако има и одлични резултати, така што во следна прилика веројатно и малку повеќе во однос на сите новитети, а поврзани со Киме зошто за поводи на дружба. Така е. Ви благодарам уште еднаш многу на поканата. Во секое време. Моето сонце веќе е достапни на радиските станици. Уживајте секако со новиот сингл на Калина Велковска Кали. Само ќе искористиме прилика, кога е следен пат кабарето во Битола? Кога може да гледаме? Во Битола е секоја сабота, секоја сабота. А тоа е значи стандардна календарска содржина сабота. Апсолутно. Преку целата година. Треба да одиме, како и колегата Горан тоа го пофали така што си ветивме година. Тоа ни останува како една убава задача, задоволство кое што треба да го реализираме.